Разгледувањето на годишниот план за вработување во комуналното претпријатие Водовод за 2018 година уште на самиот старт ја загреа атмосферата на седницата на Советот на општина Кочани. Законската обврска според која советниците треба да дадат согласност за документот, што потоа треба да биде доставен во Министерството за информатичко општество и администрација, на моменти предизвикуваше дискусии на повисок тон, а главната поента беше дали се потребни нови вработувања и која локална власт колку работници ангажирала. Во 2009 година, кога се смени власта во комуналното јавно предпријатие, беа затекнати 257 вработени. Моменталната состојба е 208, значи повеќе години се работеше на намалувањето на вработените, за да сега за неколку месеци од вашето владење истите ги зголемите на повеќе од 2009 што било, значи 267. Значи на крајот од годината треба да имаме 267 вработени. Значи за разлика од владењето на ВМРО ДПМН, сакаме да поставиме еден нов систем, нов начин на владење, во кој што најважно или пред се би било транспарентноста пред граѓаните, отчетноста пред граѓаните, меѓутоа не фиктивна, туку вистинска. И затоа убаво спомнавте дека планот треба да се донесе до 31 март за следната година. Јас ќе ве прашам дали воопшто има донесено план за вработување во комуналното јавно претпријатие во последните 8 години. Не, затоа што тоа е единствено дискреционо право на директорот на комуналното јавно претпријатие. Ние нема така да работиме. Значи мора да донесеме план, граѓаните треба да се запознаети дали ќе има нови вработувања и колку ќе бидат тие нови вработувања во општинската администрација и во локалната самоуправа, меѓутоа и во комуналното јавно претпријатие. Мораме да кажеме, вие го осудувавте претходното раководство и работењето на градоначалникот дека биле превработени. Само да ви кажам за информација, тоа го каже и колешката Снежана. Од 2009 година имало 260 и не знам колку вработени, ние стигнавме до 230 вработени. Со тоа што, за разлика од сега ова што се прави, значи планот мора да знаат граѓаните. Во ова, повеќе од 80-90% станува збор за вработување на лица во администрација. Таа превработеност знаете кого ќе оштети? Ќе ве оштети и мене, и вас, и граѓаните, и сите. И наместо да се смири, дискусијата уште повеќе се вжешти, со барање до објаснување зошто досега немало транспарентност во вработувањето во Водовод. Колку пати, бидејќи бевте и вие бевте советник во претходниот мандат, сме го гласале планот за вработување. Ќе ве потсетам, ниту еднаш до Советот на општина Кочани нема доставено план за вработување. Значи ниту еднаш. Ова е прв пат од страна на комуналното јавно претпријатие да биде доставен план за вработување. Претходно немаме доставувано план за вработување. Дали ќе побарате одговорност од претходниот директор зошто не ни е доставувано план за вработување? Ние, ако се сеќавате, успеавме 30 луѓе кои што работеа, значи имаше оглас за луѓе со средна стручна спрема од 8 одделение до 4 година вработивме. Луѓе во зеленило, значи луѓе кои што се потребни за текомни работи кои што треба да работат. Згриживме луѓе кои што 11 години нема решение. Ако денеска работат 208 вработени, а 2009 работеле 257 вработени, а се планира за 2018 да имаме 267 вработени. Дали овој план ќе биде остварен за 2018, дека на крајот на годината ќе имаме 267 вработени во јавното комунално предпријатие и да ми, ако може директорот е тука присутен да ми одговори, и колку ќе имаме вработени со договор на дело. Известно разјаснување на состојбата дојде откако се појави дилемата за доцнењето во носењето на планот за вработување во годината што веќе е започната. Го прашувам директорот на комуналното јавно предпријатие зошто сега го носиме планот за вработување за 2018, зошто не е донесен претходната година. Овој план кој го имате добиено, можете да видите дека датум на подготовка е 31.3.2017 година. Значи, овој план е од претходното раководство во комуналното јавно предпријатие. Оваа бројка од 208 е од тогашната дата кога е изготвуван планот и овие вработувања, 56 нови, се од тогаш. Имаме направено интервенција во делот на преместување, интерни преместувања, кај што е бројката од 36 луѓе, во делот кај што ги опфаќа со проектот за пречистителната станица за отпадни води и во тој дел е направено само планирано преместување во делот на институционалниот дел.
Во делот на техничкиот дел од проектот се уште не е офатено во овој план и тоа ќе го направиме со планот за 2019 година кој ќе го поднесеме до март оваа година. Киров одговори и на прашањето за бројот на вработени во предпријатието во моментот. Моментална бројка вработени во водовод се 235 луѓе и моментално времени вработени 39 преку Агенција за временно вработување. Ова е само план, значи ова не е нешто облигаторно, значи од ова може да се оствари и во целост, а може да не се оствари и воопшто 0% да имаме реализација. Киров додаде дека не знае поради кои причини претходниот совет не го усвоил планот за 2018 што бил донесен лани во март, иако имало обврска до Министерството за информатичко општество да се достават податоците. Исто така да објасни дека ако овој план не се достави во бараниот рок, не ќе може да се усвои ни планот за 2019 година. На крајот од расправата со мнозинство гласови, планот за вработување за оваа година во водовод беше изгласан.